Среќа и берикет кај Ева Заева, Огнен Здравковски и Зои Блаш. На кој му се падна паричката, а кој имаше највкусна трпеза? Како познатите го прославија Бадник? Бадник е еден од најзначајните христијански празници кој се слави на 6 јануари, ден пред Божик. Овој ден носи посебна духовна атмосфера, символизирајќи ја подготовката за раѓањето на Исус Христос. Семејствата се собираат на постна трпеза, каде што се делат традиционални јадења и се крши лепчето со паричка, кое се смета за знак на среќа и благосостојба. Токму овој обичај секоја година привлекува големо внимание, особено кога познатите личности ги споделуваат своите искуства на социјалните мрежи. Срекниците на кои им падна паричката. Оваа година неколку познати македонски естрадни личности се пофалија дека им се падна паричката на Бадник. Мартија Станојковиќ, младата и талентирана пејачка, со радост сподели дека паричката й се паднала токму неа, верувајќи дека ќе ја следат среќа и успех во текот на годината. Нејзините фанови ја поддржаа со бројни честитки, посакувајќи здравје и напредок. Огнен Здравковски исто така имаше причина за радост. Пејачот, кој е познат по својот топол глас, изјави дека паричката е знак за позитивна година, полна со нови музички проекти. Огнен ја објави веста на Инстаграм, споделувајќи го своето семејно славење. Оваа година паричката е кај мене, нека ни е честит Бадник и честит Божик за сите, за многу години. Господ да ни дава здравје пред се и само најубави работи кај сите. Бидете ми благословени, порача пејачот. Многу македонски јавни личности се потрудија да приготват традиционална Бадникова трпеза и да ја споделат на своите профили на социјалните мрежи. Убавата Софија Софи Каракаева го украси својот дом со топли светла и традиционални јадења, како гравче, зелник и печена тиква. Маријан Петров, еден од најпознатите фризери и мејкап артисти во Македонија, традиционално Бадник го прослави во своето родно Мокриево. Тој најпрвин сподели како го донел Бадниковото гранче во својот дом. Потоа се пофали со трпезата за на крај да ни покаже дека токму нему му падна паричката. Му посакуваме среќна и берикетна година. Андријана Петрушевска објави фотографии од трпезата, подсетувајќи на значењето на семејството и заедништвото. Пејачката Тамара Тодевска исто така сподели дел од празничната атмосфера, приготвувајќи богата трпеза за своето семејство. На нејзината маса имаше и типични македонски специјалитети, како сарми и пита со прас, кои ја красат секоја традиционална Бадникова вечера. Пејачката Зои Блаш, која живее надвор од Македонија, го прослави празникот заедно со својот сопруг Тадеј. Таа радосно сподели дека годинава паричката й се падна неисе, што не се сомневаме дека ќе биде најсрекна до сега и берикетна со оглед на фактот дека таа годинава што следи ќе се оствари во улога на мајка и очекува женско дете. Теја Трајковска пак честиташе Бадник со фотографија пред икона и скромна трпеза со свеќа. Згодната Теодора Дурланова сподели фотографија од сервираната семејна трпеза пред самата Бадникова вечера. Атрактивната Ана Стојанова се пофали со својот домашен миленик. Како и секоја година, така и оваа, мачорот на Стојанова е прв гостин на трпезата, кој очекува да му се сервира риба. Младиот фудбалер Бојан Пановски преку својот официјален Инстаграм профил ги извести своите фанови и пријатели дека му се паднала паричката за Бадник. Во семејството на нашиот премиер и председател на владата, Христијан Мицковски, вчера вечер најсреќен беше неговиот помал син. Контроверзната Моника Станојкова или Станојкова Стар објави фотографија од домашната трпеза заедно со фамилијата. Таа напиша и убава честитка со која им посака среќен празник на своите следачи. Баднике, како што Бадниковиот оган се ложи во вашиот дом, среќа да се множи. Нека светлата ѕвезда во животот ваш ве води. Утре е Божик, Христос се роди. За многу години. Паричката во Господ, додаде Станојкова. Младата и успешна инфлуенсерка Стефана Скалуна им се обрати на своите фанови со фотографија од трпезата и чаша вино, посакувајќи им пријатна Бадникова вечер. Харизматичниот презентер Спасе Роладо Бола беше еден од најсрекните вечерва. На нему му се падна паричката дома, а и на работното место. Нема сомнение дека Спасе е вистински срекник годинава.
Симпатичната Снеже Велков не постави фотографија од трпезата, ама затоа се пофали како меси бадниково лепче и само таа знае каде ја сокрила паричката. И инфлуенсерката ни наред беше една од пресрекните. За многу години бадник, паричето кај мене, напиша Нина на своето инста стори. Кошаркарот Милорад Миновски, кој ужива во улога на татко, гордо сподели како заедно со сопругата и ќеркичката за прв пат празнуваат бадник сите заедно. Со емотивен карусел од фотографии ја сподели атмосферата и додаде дека тој бил срекникот на вечерта. Шампионката во бодибилдинг Мери Акиевска со емотивна честитка од домашната атмосфера, заедно со низината мајка сподели дека парата паднала кај нејзе. Мејкап артистката и инфлуенсерка Мија Арабаджиева, уникатна како и секогаш во своите креативни постови, сподели стори со бадниково гранче во автомобил. Патува кон својот дом во родното Валандово да прослави заедно со семејството. Екстравагантната Мелита Ракичевиќ како права домакинка се покаже и годинава. Таа припреми прекрасна богата трпеза. Заедно со својата ќерка Барбара го прославија бадник со сите адети. Мелита и Барбара споделија фотографии од заедничката домашна трпеза и открија дека паричката и се паднала на домакинката. Ана Камчева пак со слика од синото откри дека паричката паднала кај него. Посакувам среќа и здравје на сите оваа година, без разлика дали ќе ви се падне паричката или не. Запомни дека Бог не греши и секогаш се паѓа таму каде што е најпотребна, напиша Марис. Убавата инфлуенсерка со прекрасна порака и фотографија од трпезата им се обрати на своите многубројни следачи. Нашиот познат пејач Марио Арангеловски откри дека паричката паднала кај неговата мајка. Се е добро кога мајката е добро, напиша Марио, горд на својата прекрасна мајка. Со нов имидж и промена на формата на косата, нашата пејачка Марија Луиса насмејано сподели дека паричката паднала кај неа. Не се ни сомневаме дека Марија и оваа година ќе и паднат уште многу парички. Паѓањето на паричките веќе долги години се традиција. Атрактивната Љупка Митрова со едноставно стори покажа дека и таа е една од многуте среќни. Лила Филиповска, далеку од дома, но сепак со бадникова трпеза им посака среќен празник на своите фанови. Водителката одлучи оваа година бадник да го прослави во Копаоник. Писателката Ксенија Николова со убава порака му се заблагодари на Бога за среќата што паричката и падна на неа. Моделот Иларија Кирилов и оваа година ја покажа креативноста на дело, позната по својата креативност. Таа и овој пат ја декорираше бадниковата трпеза перфектно. Контроверзниот новинар и водител Давид Давидовски истовремено се пожали, а и се пофали, како паричката му паднала после долги 15 години. Традиционално, семејството заеви секоја година заеднички го преславуваат бадник. Од многобројните честитки на семејството, Ева Заева годинава имаше среќа да и се падне паричката, па се пофали. Незината братучетка Александра Заева објави фотографија од истата трпеза, што го потврдува фактот дека прославиле сите заедно. За крај, ново печениот татко Бока Конга не сподели фотографија од бадник, затоа пак ни го честита со неговиот најубав подарок од изминатата година. Прекрасното синче како лежи до каминот, а тато го чува. Познатите од Балканот и естрадните звезди од соседните земји го одбележаа бадник со своите специфични моменти. Српската пејачка Сека Алексич објави фотографија од незината трпеза, каде што доминираат српските специјалитети. На незината маса имаше кисела чорба и печено месо, додека атмосферата беше дополната со свеќи и украси, како и бадниково дрво. Пејачката посебно се потрудила за декорацијата, за која објавија повеќето српски медиуми. Ана Корач пак ја прослави бадниковата вечер во кругот на семејството. Фотографиите од нејзиниот дом беа исполнети со топлина и енергија, што веднаш привлече големо внимание од нејзините следачи. Станија со бокалче црвено вино им го честита празникот на фановите, спремна да наздрави за годината што следи.
Луна Џогани се пожали дека лепчето не и се погодило како што очекувала, но истакна дека прв пат меси и тоа го направила од срце. Бадник и Божик се празници кои ги обединуваат луѓето преку традиции и обичаи, донесувајќи радост и среќа во домовите. Македонската и балканската естрада секоја година ја носат празничната магија на своите следачи, спомнувајќи интимни моменти од семејните славења и приготвувајќи трпези полни со љубов и топлина.